Лауреат така звучи малку импозантно делува нешто. Тоа е лауреат. А уствари тоа е човек кој што треба многу да одработи па да стигне до тука и да ја стекне довербата од сите овие колеги од ДК и од публиката, за да биде овие и мене ми особено чест и драго, малце е клише муавете, особено моја чест да се биде дел. Да се биде дел на вистина од овој фестивал кој што е од 97 од 97 година. Значи јас сум растал со овој фестивал. А на сите изданија на овој фестивал кој што баш памтам кога почна, што почна, со кои представи почна. И токму на овој фестивал беше представата после која јас зацртав дека нема друго да бидам во животот, освен ова што го работам сега, драмски актер, а тоа е представата Декамерон од Битолски театар во режија на Александар Морфов. Тоа беше нешто сосема ново и лудо доживување за мене и од тука натака. Значи од овој фестивал, негде овде сам на себе сум се потпишал дека ќе бидам тоа што сум денеска. Не сум тип кој што нешто ја гледа работата низ награди или па ја мери работата низ награди. И наградите наградите се како дете, знаеш. Некој доаѓа случајно со многу работа, а некој доаѓа па планирано. Оваа некако така ми дојде мене со многу работа и случајно и многу бев изненаден кога ми се јави советот и директорот. И на вистина тоа веќе го кажав дека во своја средина, на својот тло е доста и потешко да ја добиеш оваа награда, затоа што ти ги знаат сите твои мани, сите твои промашувања, сите доблести секако. Но некако јас сум како од овој театар излезен и отидем на печалба негде надвор. И обично мажот кога оди на печалба, жената никош не му признае дека многу се мачи, туку цело време што му вика ајде ти веќе не си дома. Така да и мене овде публиката ми вика тебе иште не во Кумановски театар. Од кога од тогаш како се излезен 2006 година немаше одиграно ништо. И во права се имаше една, тоа се вика за малце ке играв, тоа беше Ленче Кумановче 2017, нешто така? 19 година. Да, 19-та беше, ама нешто со матичната куќа во која што бев јас, нешто, некоја гужва беше таму, така да не успеав, но ете, пред нас се уште фестивали, уште театарски представи, уште премиери, секако радо би сакал. Буквално јас бев дел од овој театар и од овој ансамбл. Па да кажеме нешто некоја година пред да запишам факултет, тоа е 2001 се запишам на факултет, па потоа додека студирав и потоа уште некои 2 години на вистина бевме тука затворени во еден рудник по своја волја, и од една тогашна, морам да признам, тогашниот директор, сите заедно околу него се трудев, од една тогашна 2001, 2002, тука, трета една институционална руина да направиме нешто. Тоа му беше главно да се врати публиката. И од тогаш навака мислам дека се воспоставија тие темели. И јас тогаш реков, јас помогнав и сега му дај се спреморси. Така да, овде не сум од 2006-2007, но секогаш драги спомени ме врзуваат и со овој фестивал, и со Театар Куманово, и со моите колеги. Така. Сигурно имате нешто да ме прашате да се зборам. Што очекувате од денешниот фестивал? Представите? Па според оваа селекција што е направена, само гледам дали нешто сум гледал од ова, ама сум гледал во друго издание некои овие наслови во продукција на други театри. Така да како и секоја година очекувам овде редиците да бидат овде на целиот плоштад како се прави змија, нели, како и секоја година уредно секој си доаѓа и си купува билети, доаѓа ужива дека. Значи тоа го очекувам и оваа година, мислам дека тоа до сега не се случило да не е така. И многу ми е драго она убавината на фестивале, кога ден за ден имаш представа и многу луѓе купуваат блок карти и убавината е надвор кога ќе излезат и како им се отвараат видиците и разговараат за тоа што го виделе. Ова беше добро, ова не. Ова вчера што го видовме беше подобро концептуално, ама овде па глумците извадија работат, овде па ово изгледаш. За мене таа убавена многу убава. После таа премиерска вечер за публиката, пошто прв пат го гледат, премиери не се, ќе биде само една, мислам, на нашиот театар. На нашиот си рекол, гледај
Така да тоа го очекувам и оваа година со сигурност. Вие сте најмлади добитник на наградата Васил Илиевски, до сега се повозрастни актери. Сето тоа е докажано со вашата импозантна кариера. Вие сте еден од најпознатите актери во Македонија и тоа во широката јавност. Па, искрено, малце се осетив, викам, чекај, што добивам јас? Па, добиваш лауреат за особен придонес. Дај да видам, кој добил? Нема ништо под 65. И другари мои и моите колеги во МН-та ми рекла, а ти па што мислиш што млад да не си? И малце прв пат се почувствував како еден заб на времето те фатил, забот на времето, или многу млад јас почнав да работам, во жижата влегов, па стигнав до тука, или едноставно, овој совет, директорот, целиот совет, сите колеги тука, малку збрза, као дајте да не, после па не, да не и од МН-та даде отказ, па дај додека е бару МН-та, пошто е близко Скопје, што ми вика мајка ме, не си дојден 2 месеци до дома, доку мама, вика, кој знае кај да е Скопје. Така да, не знам што е точната причина, ќе ги прашате колегите и колешките што е точната причина, но секако дека така беше збунувачки за мене, и ако ова на шега го кажуваме, не знам како се изравнив со... Тоа ми е особено драго, па тоа што тука стигнале колку што запамтив. Од Чоревски, близу пријател, од Коленгеловски, со кој што 3-4 представи сме работеле големи. Значи, Стојна, така, значи, многу големи, многу искусни, Шенка, поискусни имиња од мене во оваа наша фела, а некако така се изравнивме. Така да од тука натака не планирам ништо више да пипнам да работам, да пензионирам и доста. Не, многу е, извинете. Да. Значи, дали ова го кажав или сум мислел, дека размислам што да кажам. Кога ќе добиеш награда и признание е уште потешко после за тебе, затоа што па каде после, што после и навлекуваш еден товар на себе, а тоа е публиката знае дека ти си добил такво признание, ти си многу познат, си добил признание тука, ајде да видам се што ќе направиш. И товарот е уште потежок на следувачот, затоа што публиката има една лупа низ која се гледа, значи нема за ништо века да ти прости. Тоа што ти не смееш да бидеш просечен или под просекот, не можеш да бидеш најдобар, тоест во главите нивни дека ти си тука на врвот и тука мора да останеш, не смееш надолу да бидеш. И така да тоа е особено стресно вака кога ќе стигнеш до признанието, награда. Не само оваа, било која награда, секој што сум го размислувал. Значи за овој филм сум земал, па чекај во Василините, не смеам ни такво нешто да прифатам, морам да идам погоре. Ствари трката со себе е најтешка. Ама ако не си ја задаваш, ако не се тркаш со себе, па некој ќе се конзервираш. Така да за мене тоа е двигател од конкуренцијата од колегите, позитивно зборам, позитивна смисла, и конкуренцијата самиот со себе. Периодот пред активно со стендап настапи низ градовите низ државата, посетивте и делот регион, постои ли можност за комар? Не знам продукцијски тоа што смее да се каже, тоа ќе ви каже директорот. Постои, секако дека постои можност. Во скоро време. Да.